Во студиото со нас е господинот Никола Димитров, заменик председател на владата, кој што е задолжен за европските прашања и за наша евроагенда и така натаму. Добро утро, господин Димитров. Добро утро, господин Ордановски. Ве немаше повеќе недели, вчера се појавивте на ТВ24, морам да ви кажам, не стигнав да ве одгледам. Да си кажам искрено, имав некои други ангажмани, сигурен сум дека таму сте дали и добро интервју. Сега сте утринава овдека кај нас. Гледам дека засилувате можеби темпото на појавување во јавноста. Но сакам прво да протолкувам малку зошто можеби ве немаше подолго време. Во право сум, нели? Не бевте едно 3-4 недели, не ве гледам Да, по... така некако. Човек може да направи некаква паралела околу ова, како да кажем, околу нашиве недоразбирање со Софија. Таму очигледно дека можеби најнеомилениот лик во македонската политика сте им вие. Таков е впечатокот мој. Па малку се направи една, како да кажем, замена на улоги, влегоа господинот Бучковски со своето посредување, надлежниот министар за односи со странство, господинот Бујар Османи, па Љупчо Георгиевски. Така што во право ли сум ако кажам дека како малку да ве истисна, а можеби и не истиснување, можеби е маневар во со кој вие сте се согласиле да оставите простор други малку да се обидат да видат дали може да се подотвори таа ситуација. Во финалните недели во преспанскиот процес, кога се надменуваше тој проблем, има некои сличности со оваа атмосфера сега во однос на мојата улога. Ако се сеќавате таму март, април, пред да се затвори тоа прашање, имаше некои пораки сигнали дека оние претврт, оние проблем за решение и така натаму. Така што ние низ нашево политичко искуство и искуство во решавање на проблеми и големи прашања, на некој начин ова го поминавме еднаш. Проблемот е што кога се работи за соседи, не може да се реши проблем и да има успех ако не се задоволни двата соседи. Колку и да е посилен другиот, колку и да е асиметрична приказната, колку и да е Бугарија внатре, да сме ние надвор, они поголеми, ние помали и така натаму и така. Бидејќи сме соседи. И јас, бидејќи на некој начин животот си го посветив на решавање на овие проблеми, ако се сеќавате, јас бев преговарач со Грција уште од 2003-та. Како не се сеќаваме одлично. Така што... А и на тоа не подсетуваат. Така што дали сум видлив или не сум видлив, посилно е од мене, тоа може некого да прави среќен, може некого да прави помалку среќен, ама јас сум, бев и ќе бидам фактор во ова прашање, бидејќи уште повеќе, ако во претходниот мандат не бев на избори, сега бев на избори, имам уште поголема политичка одговорност, бев носител на листата предводена од СДСМ, можеме во Скопје, изборната единица 1. И на некој начин ја им го должам тоа на својот народ и на граѓаните. Така што мојата улога овде е на таа линија. Ние мора да најдеме европско и достоинствено решение. Инаку нема, ќе се крши. Добро. Можевме да започнеме и со други теми, но ајде прво да се обидеме во ова кратко време што имаме да исцрпиме ова. Нас ова што не се случува со Бугарија е малку дежаву, бидејќи реално ние поминавме низ една многу подолготрена, па можеби и потврда и потешка ситуација со грците после Букуреш па наоѓа. Значи, ние имаме искуство што значи да се жртвува тајминг за квалитет или квалитет за тајминг, како во шахот, како се прават тие гамбити и така натаму. И имаме искуство што значи кога се брза, какви грешки се прават и кога оди многу спора, кои шанси се пропуштаат. Ако успевам да ги фатам вашите, како да кажам, деликатни јавни некакви пораки кои ги пуштате се дека да, нам ни е важно со Бугарија да постигнеме решение, но не по секоја цена и не во не знам каков брз период кој што ќе потоа значи жртвување на некои важни позиции македонски. Во право сум кога така тоа го разбирам? Има прилично големи разлики во контекстот на двата проблема, овој што го решивме со Грција и овој актуелниот со Бугарија. Најгруба е според ние сме сега во НАТО. Тоа е една битна разлика. Второ, таму имаше резолуција на Совет за безбедност
што создаде обврска тој проблем да се надмине и додека не се надмине, ние бевме држава дух. Поранешна Југословенска република Македонија. Значи, процесот на градење на легитимацијата на нашата држава во светот не беше завршен поради тоа. Овде нема таква правна основа и уште повеќе начнати се прашања за кои што ние немаме право да одлучуваме, да разговараме и така натаму. Јас тоа... Во име на што немаме право? Во име на... Па немаме право затоа што кои сме не е прашање на политичка одлука. Тоа е резултат на историски процес. Не може оваа влада или некоја идна влада во тој тип на прашање да влезе. И јас тоа еднаш го кажав на пресконференција и со Нимиц. Цртајки, и ние пресва беше возможна само заради тоа што имавме јасна ситуација со македонски јазик, мултиперспективноста се внесе, кои сме ние е наша работа, се прифати нашето право на самоопределување. Значи ли дека ова, бидејќи навлегува во оваа сфера, каков сигнал ние ќе пратиме ако сме во паника и ако сме во надпревар, кој што повеќе ќе понуди на другава страна која вака е поставена. Ќе пратиме погрешен сигнал. Тоа значи дека, например, ова што го прави Љупчо Георгиевски со своите предлози, за кои тој вели дека се приватни, но тие се примаат и како известна посредничка, да кажем, улога, контент, содржина на тие разговори, дека може би е повеќе штета отколку корист. Прашање на гледање и на толкување, меѓутоа во моето искуство, а го имам, ние не треба да сме скромни. Преспанскиот договор веројатно е најголемото решение на проблем после Дејтон на Балканот. Така што не е дека сме без искуство како систем, како држава, посебно луѓето што беа директно инволвирани. Понекогаш желбата од што побрзо решение парадоксално може да го оддалечува решението. Од другава страна си вика им се брза. Па ја не треба нешто посебно да правам, они сами ќе дојдат до мене. Ја дури може и 3 чекори назад да направам, пак ќе дојдат до мене. Парадоксално... И, бидејќи сме соседи, тоа не може да функционира. Парадоксално тоа сакам да кажем, веројатно времето не работи и за двете страни. Не. Обично се вели времето работи за едната страна. Сега се чини дека времето, бидејќи динамиката и на бугарската страна исто така неповолна за нив, во смисла на европски контекст, американски вмешувања, нивните балкански аспирации за пласирање интерес. И нивните аспирации да бидеме вака. Така е. Затоа сакам да кажем како и на двете страни да не им одговара од увлекувањето, а сепак... Статус квото е лошо. И за македонската страна, јас искрено мислам и за бугарската страна. Оти, што се создава после оваа блокада во македонската јавност во однос на Софија? Се создава, ние сме во одбранбена позиција, се создава отпор, се создава, они ни прават проблем, ние затворија вратата и ако ова на долг рок остане како статус кво, ништо не правиме од тој важен процес историски што го почнавме, да се сближиме, да си ги надминеме разликите, да сме европски сојузници, да не личи како добри комшии, што се вика. Па јас не сум сигурен дали Република Бугарија... Исто и за нас. И за нас е... Не сум сигурен, баш тоа сакав да го направам таа споредба. Дали Република Бугарија некогаш ќе добие подобра страна за разговори во Скопје, од оваа што сега постои начело со Заев, а од наша страна се чини дека прилично е монолитна на политички план ситуацијата помеѓу власта и опозицијата во Бугарија, дека ние што и да се случи дури на предстојните избори, па потоа председателските избори што следуваат во ноември во Бугарија, дека ставовите им се прилично унисони. Каде е тука процепот за постигнување некакво решение? Дали може би решението треба да се бара во некаков паралелен процес кој што ќе решава оперативни, технички работи додека не дојде време за покрупен договор? Има, мислам, 3 тука фактори во овој контекст пред нас, кои што ќе дојде скоро. Еве сме март, крај на март избори, последните 3 месеца од португалското председателство, ја мислам ќе има обиди. Прво е меѓународниот и европскиот контекст. Очигледно е дека неуспехот да се почнат преговори со нас
за име што доби одличен извештај од комисијата во октомври и безусловна одлука за почеток од март минатата година, испрати многу лош сигнал кон Балкан. И кон нас, и кон целиот Балкан. Се истенчи и така тенкиот кредибилитет во однос на политиката на проширување на ЕУ изминативе години. Пролонгиран, избледен, ова ние што го викаме светлината на крајот на тунелот, одвајда се надзира. Трепери. И тој европски и меѓународен контекст, кој што има врска и со стабилност, кој што има врска и со факторизација, е еден елемент. Вториот елемент е ние мора да седнеме на маса како возрастни зрели комшии, бидејќи не мислам дека меѓународниот елемент ќе биде доволен. Ние мора со Софија да седнеме и да пробаме да се разбереме и да го вратиме односот како што си беше убаво на патека или на шини, сега ни е излезен. Нема тоа да биде лесно, бидејќи стана многу јавно, се кажаа работи, се подразниша довербата, мислам дека и нивната кон нас и нашата кон нив. Да бидеме честни и искрени. Така е. И тука треба да се убедиме дека не може ова вистинско возближување да се постигне ако е на сила и со уцена. Едноставно не може да функционира. Дури и луѓето што храбро сакаат да отворат прашања кои што не се тешки за било кој народ, соочување со сопствено минато. Кои не се лесни, мислите? Кои не се лесни. Лапсус лингве беше. Да. За многу народи, Германија некогаш често ја истакнувам како пример за народ со право, кој што многу храбро се има соочено со сопственото минато. Тоа е здраво за нас. Меѓутоа, тоа не може да функционира ако е под ваква уцена и притисок. Луѓето што сакаат тоа да го прават, сега им е невозможно. Заради ова што се случи. Само морам да ви направам една патемна забелешка која не пропуштам прилика еднаш два пати во годината да ја направам. Добре. Тој фасцинантен скок на германската од еден фашистичко нацистички режим во веројатно најфункционалната демократија во Европа, либерална денеска, врвеше низ еден процес во кој што на германците им се изврши меѓународен притисок да престанат да лажат за својата историја. И може би тоа е единствената нација која што во еден значаен дел во 20 век и се наложи да ги каже сите вистини колку и да се непријатни за својата историја. Добро, не сакам да правам овој вид на непријатни паралели со тоа што овдека се случува со нашите истории. Има еден тренд и во Европа, тука таму, на историски ревизионизам. И европскиот начин, само пазете, мора да бидеме внимателни. Ако предуслов за европската за создавањето на Европската унија била сите зими членки да се наредат и да речат еве ја, ваква била историјата. За сите настани исто мислиме, за сите историски личности исто мислиме. Не би имало апсолутно никога. Не би имало. Оти има денес има. Да, и што направиле европјаните? Европски начин бил, па ќе научиме да живееме со разликите, па во пријателство и блискост ќе се отвараме, ќе ги решаваме, ќе разговараме и ќе мислиме на еднината. Ние многу зборуваме за историја, а забораваме каква историја денес правиме. И како нас ќе не гледаат идните младите генерации и македонци и Бугарија од другата страна. Господин Димитров, од сега го препорачав, има едно интервју, може би не сте го видели, на независен.мк со ко-председателот на ОМО Илинден од Бугарија, господинот Стојко Стојков, кој што на занимлив начин прави коментар сега како македонец од Бугарија за сите овие работи што се во тек, а од кои што македонската влада просто е, како да кажем, има тргнато раци, се обидува, веројатно и ова што ве поставам како прашање ќе биде главна вест во Бугарија, се обидувате на секаков начин да ставите до знаење дека прашањата на македонците во Бугарија се внатрешно политичка работа на Софија. Видете, ние како мултиетничко општество имаме големо искуство со овие прашања. Поголемо од бугарите, морам да кажем, затоа што поминавме низ формални проблеми. И нашиот став и политика и систем дома и нашата позиција пред се во Советот на Европа, во други меѓународни организации, се темели врз принципите на Советот на Европа. Припадноста е прашање за односната група луѓе или за
таа и таа индивидуа. Таа е нивна работа. Малцинството не зависи од политичката декларација на државата. Зависи од изјаснувањето на односната група за која приватно прашање, кој влада. до душе ние се трудиме сега и на лична карта да го ставиме, ама добро, тоа е друга една. Ако сакате ќе подзбориме за тоа. Немаме време, иако Да. сакам да кажам, токму таа политика на држење на приватноста, на етничката припадност, беше темелот на овој тип на мултиетнички општества. Инаку ќе треба да почнеме да разговараме и за религиозна припадност на лична карта. Треба да почнеме да разговараме, не знам што се не да се става, сексуална припадност, не знам ваква припадност, крај нема. Сакам да кажам, таа паралела помеѓу нас и бугарите, вие мислите дека ние имаме сепак поголемо искуство во решавање на тие проблеми, отколку бугарското општество? Па ние научени сме да живееме со тоа. И низ историјата, и гледате го манифестот од Илинденското востание. Браќа, сите заедно, браќа и сестри, се обраќа, сакам да кажам, вградено не во нашите корења. Заедништвото. Господин Димитров, добро, како ја гледате? сега. Ќе се вратиме на Европа дома. Знам дека ви е тоа битно, бидејќи вчера го промовиравте. Но ми треба една сепак ваша кратка оценка. Како ја гледате, како го гледате развојот на бугарско-македонските односи оваа година? Имате, вие дадовте резервирани коментари, ќе треба причекаме и така натаму. Има ли реално можност за напредок? Мислам дека има. Мислам дека многу ќе си помогнеме ако успееме. Мислам дека и тие ќе си помогнат. Ќе биде многу добро и за регионот, ќе биде многу добро и за Европа и за Европската Унија. Да видиме си има избори, да се формира влада и да иницираме еден вистински, зрел, искрен, отворен разговор, да видиме дали можеме да најдеме начин, бидејќи јас сум убеден дека статус квото е штетно за двете страни и дури ако се земат предвид без да ги проверуваме, еве вака да ги земеме дека се вистини тврдењата сите за историјата. Тогаш овие наши односи сега се тотално антиисториски. Тогаш сите луѓе за кои што се зборува дека се заеднички, не гледаат и си викаат што направија нашиве. Добро. Опозицијата инстантно ве обвини дека Европа дома концептот е всушност јете надар, што викаат. Уште еден проект во кој што ако ваква агенда, онаква план 369, едно друго и така. Дека во суштина, ако добро го толкувам тоа, купувате време. Бидејќи не можете Европа надвор да ја правите, па ја правите Европа дома. Добро. Во политиката и тоа е дозволено. Дозволено, не, да. Тој тип на мобилизација е нешто што е дозволено. Има ли нешто додадена вредност од ова што го кажува опозицијата во намерата со Европа дома да влезете во некаква политичка кампања сега? Не е за кампања, туку е за да имаме добар извештај и за да не изгубиме време фокусирани на маката со Бугарија, да изгубиме реформска кондиција, а целата работа всушност е да почнеме реформски процес. Оти пристапниот процес, целта на пристапниот процес е европското законодавство и стандарди да ги донесеме дома. За Петко, Горан и Сашо со своите фамилии да не одат индивидуално во Германија, во Италија или во други земји членки, барајќи европски живот. Значи, добро, тоа така се случува и на Рамис, и на Илјас, и на... Сега, апсолутно. Апсолутно, за жал. Дополнам. Така што, целиот Балкан е во трка со времето. Или Балканот ќе си ја внесе Европа дома во оваа смисла, како аки и стандарди, зашто пристапниот процес е добра алатка, или ќе си останеме тука само со се повозрастните и повозрастните луѓе, а тоа е целта на планот, немаме ние да не време, ја изгубиме година. Не разбирам, поентата е Сигналот кој е? Имаме мака, фокусирани сме да си ја решиме таа мака, меѓутоа истовремено не можеме во македонската јавност да зборуваме само за билатерални спорови. Ние мора да си ја работиме работата и мора да испорачаме дома. Инаку и тоа ќе помогне и на другиот и во таа битка. Да.
Не е намерата довдека разговараме за детали на содржината на Европа дома. Вие тоа го правевте вчера пресконференција и сте предмет на анализи и денеска и понатаму за тоа што се тоа содржи. Во каков однос е таа агенда за Европа дома во однос на ова што предизвика голема бура на македонската домашна политичка сцена, а тоа е предлогот на Заев за обединената влада, која, пате биде речено, тој веќе вчера почна помалку преку интервјуто на Сител да се повлекува од идејата да ја толкува. Знаете каков е Заев, ќе даде изјава, па потоа му треба време да ја протолкува неколку пати, отвара теми. Како ви се чини вам таа тема отворена? Мене ми се чини сигнал кој што вели во основа, сега он повеќе се знае, ама јас како го разбирам. Ја разбирам поентата. Луѓе, не мора да продолжиме политичката битка да ја водиме така бескрупулозно. Јас сум спремен мојава политичка страна така да ја устројам да не мора да биде на живот или смрт. Ама дајте и вие излезете од ровот, оти не чека важен процес на европеизација пред нас, сакаме да департизираме и дајте да се најдеме, да растеме сите како правиме политика, со тоа предпоставувам сака да отвори некои дебати од другата страна внатре, малку луѓе да се подразмислат што се случува, како се случува, мислам дека тоа Да, ве разбирам, Тоа звучи многу конструктивно, ама помалку и наивно, бидејќи се толку длабоки рововите, чизмите во рововите се носат веќе со години, ако смеам да забележам, и не сум сигурен дека овие постоечки гарнитури, па дури на двете страни, но особено на страна на опозицијата, кое што јас негде кај напишав, тие не сакаат соработка, тие сакаат одмазда. И е многу тешко да се прерипне фазата кога некој сака да ви се одмазди, да од него направите соработка. Тука ќе ни треба растење. Јас во многу земји членки, Загреб мислам дека е многу интересно искуство, применливо кај нас се надевам. Овој процес знае, зрелите нации Мислите знае за европскиот Да, процес, добро. знаеле да се најдат и да речат дајте овие неколку години може да бидат златни за нацијата. Дајте да тераме вистински, историска ни е шансата. Тоа звучи вака убаво, е многу тешко остварливо кај нас, ама чекор по чекор, човек по човек, зошто па да не се трудиме да бидеме повозрасни во тоа како ја работиме политиката дома. Господин Димитров, доста ви е за утринава. Имате вечерни термини кај колегите, кај што имате по неколку часа на располагање. Понаучен сум за вечерниве, стално со страв доаѓам кај вас. Па затоа што нашите термини се така е 15-20 минути, имаме време за 1, 2, 3 поенти. Ви благодарам многу за ова утринско. Фала ви за просторот, се гледаме. Па пак ќе ве викнеме. Нема Поздрав до гледачите и слушатели. Благодарам.